Просечната плата во Македонија достигна 45.800 денари. Иако ова е тренд на пораст и тоа од 11% во однос на мај минатата година, сепак не е доволно за македонските работници. Со ова се согласува и премиерот Христијан Мицкоски, кој вели дека фокусот на владата е во насока на креирање политики кои ќе донесат повисоки плати во државата. Изминатиот период владата ги покачи платите во здравството, образованието и во полицијата. Растот на просекот според статистика пред се должи на растот на платата во финансиските дејности, трговијата на мало и големо, во образование и кај оние што се занимаваат со поправки на моторни возила и мотоцикли. Според Мицкоски, бројките јасно го демантираат наративот на опозицијата дека платите во Македонија стагнираат и нема раст. Треба да биде уште поголема просечната плата и во таа насока продолжуваме како влада да работиме. Но самиот факт што и бруто и нето просечната плата растат повеќе од 11% е демант за сите оние, би рекол, некрофили во рамките на опозицијата, кои што изминатиот период континуирано конструира и лиферуваа лаги во јавноста дека платите не растеле, дека платите стагнирале и така натаму. Од друга страна, синдикатот се уште бара минималец од 500 евра и раст на сите останати плати за 6.000 денари. По неколку месечна пауза на иста маса ќе седнат владата, синдикатите и работодавачите откако се утврди репрезентативноста на синдикатите. А од ССМ најавија дека ќе бараат да се дискутира за раст на минималецот. Прво барање кој ќе го поставиме на седницата на економско-социјалниот совет по добивањето на решението за утврдување на репрезентативност е потребата од растот на платите за дополнителни 6.000 денари или 500 евра минимална плата и за 6.000 денари дополнително зголемување на сите останати плати. Причини има многу, изговори нема ич. Зошто го говориме тоа? Тоа го говориме од првата причина која покажува дека вредноста на синдикалната минимална кошница која пресметува ССМ за минатата година е зголемена за 6.500 денари. Владата во неколку наврати кажа дека нема против пораст на минималната плата доколку за тоа се договорат работниците и работодавачите. Според законот, минималната плата достигна скоро 400 евра во март годинава. На седницата на ЕСС треба да се разговара и за предлогот за 5 потрошувачки кошнички, кои според премиер треба да ја дадат сликата за реалната потреба на граѓаните.